Кога се роди Нина, тогаш немаше интернет и за наша голема среќа, ова секогаш го спомнувам, имавме пријателка која што тогаш работеше во Унице во Њујорк. И ни испрати еден пакет со видеокасети, како државите надвор во свет работат со овие лица. На тие видеокасети можеше убаво да се види дека дете со Даунов може да вози, дете со Даунов синдром може да заврши факултет, комплетно да се социјализира. И она што беше типично на сите тие видеокасети, секогаш долу одеше телоп, работа и само работа. Во тој пакет имаше еден прирачник што треба да прави нормално дете на месец дена, на 2, на 3, а што може да прави дете со Даунов синдром. Јас како мајка, бидејќи тоа се ломеше во себе, не можев да се помирам, може би и грешев, не знам. Секогаш гледав што прави дете на месец дена и ја по тоа се ориентирав како да ја растеме Нина. За да Нина на 3 години ги научи боите со помош на бомбони, бони, топ. На 4 години ги знаеше, иако и беше апстрактно деновите во неделата. Почнавме да ги учиме и бројките. И на 6,5 години Нина веќе почна да чита. На мое големо изненадување, пријателка, учителка, бевме заедно на одмор и во тој краток период од 10 дена она успеа да ги наметне техниките на Нина за читање. И мислам дека тогаш бев најсреќна. Иако до тогаш постојано ме ломеа прашања дали Нина ќе проди, дали Нина ќе прозбори, дали Нина ќе плива. Постојано имав прашалници над глава, кои што, верувајте, навечер со тие прашалници легнува. Имавме, да речам, иако постоеше законска основа кога се запишуваше во основно, да се запише во редовно училиште, па знаете како сугестии од еден, од друг, од трет, зошто не ја запишете во посебно училиште. Навидум водевме борба со институциите. Одлично беше прифатено од учителката, зашто Нина и ден денес кога јавно негде настапува, упатува благодарност на нејзе. Одлично ги научи другите соученици со Нина да постапуваат. Дојде периодот за средно училиште, видовме дека веќе може, совладува. Ја запишавме во средно медицинско училиште во Тетово, исто и таму имаше добронамерни чинители во образовниот процес. Немој да се мачите, немој да ја малтретирате. Меѓутоа Нина и со нив се бореше. И тоа успешно се бореше. И на крај, кога заврши средно, нели законската регулатива вели дека секој мора да заврши средно образование, ние сметавме, сме ја исполниле таа законска регулатива. И кога она одеднаш ни настапува со идеја, јас сакам да студирам. Јас и сопругот бевме во шок. Не знаевме, секогаш сме се труделе да не наиде на некои големи разочарувања и мислевме дека тоа нема да го може и самите ние за да ја заштитиме на некој начин. Упорна беше Нина, рековме ајде ќе те запишеме на Тетовскиот универзитет, сама си одбра македонски јазик и книжевност, затоа што од мала многу читаше. Од самиот почеток, кога се роди, значи и до завршување на факултетот, и требаше многу помош. Секој испит прво јас го учев, па го спуштав на нејзино ниво и го пишував во тетрадки, па потоа двете заедно го учевме, па она одише да полага. Многу од професорите беа воодушевени како го совладува материјалот, каков речник има. За мене драги и пријатни моменти. Имаше еден професор кога полагаше Нина, после заврши полагањето, он стана и честита и вели само едно да ти кажам, сите студенти во групата се со Даунов синдром, само ти не си.
Значи, такви моменти имаше многу, на кои што многу бевме горди и уште сме горди на нив. Но основно училиште беше, пешачиме низ Тетово и ми вика, зошто мамо некои луѓе чудно ме гледаат? Викам, тие луѓе чудно што те гледаат, ги познаваш, не ги познаваш? Некои ги познавам, некои не. Па на тие, викам, што ги познаваш, слободно спротивстави се. Прашај ги, зошто така ме гледат? Значи, викам, ти си Нина, таква си каква што си и бараш сите таква да те прифатат. Успева, го надминува тоа. Многу е чувствителна, знае да ја погоди некој збор, впрочем и како и секој друго дете. На рекламата имаше, првата реклама, целта беше да се прикаже тој негативен аспект на луѓето, како пристапуваат кон овие лица. И тоа е секојдневие. Се она Нина што го прави има поддршка од нас. Самата во многу наврати јавно кажува, вие да ја прашате и што значи Даунов синдром, она ќе ви објасни. Јавно ги повикува секогаш родителите на лицата со попреченост. И вака вели, не се срамете од своите деца, пуштете ги да се социализираат. Мислам дека е доволно тоа што е веќе препознатлива, што јавно говори за својата состојба, за своите проблеми, за своите потешкоти, што не произлегуваат од самата неизе, него произлегуваат од општеството. Сега, кога го заврши факултетот, нели, целта ни беше да побараме вработување. Фала и голема благодарност до владата, што го препозна тој потенцијал кај Нина. Сега е вработена времено е вработена во библиотеката на владата, меѓутоа од она што јас прашувам, јас се интересирам како Нина напредува, ми вели раководителот, значи ниедна грешка нема направена. Сите задолженија што и се задаваат, сите навремено ги извршува. И мислам дека тоа е резултат и плод на досегашното работење на нејзината социализација и на разубедување на луѓето дека и овие лица, впрочем, се оспособени и можат нешто да работат. Како растела, секој нејзин успех си го припишувавме дел и ние и на себе сме горди. Горда ме прави нејзината упорност. Негде беше средно училиште, ме затече во една ситуација како плачам и ми вели, зошто плачеш, и сега ја најдов некоја друга причина. Изговор некој за да ја објаснам зошто плачам, она вели, не, ти вика плачеш за мене, немој да плачеш, ја чудо ќе видам. И дента кога ја вранеше дипломската работа, нели нормално, сите плачевме, не само јас, сите присутни, и ми вика, ти пак плачеш, нели ти реков, не плачи, јас чудо ќе видам. И вистина, Нина за нас е чудо. И мислам дека и не е само за нас, мислам дека и за останатите се обидува да даде подкрепа на сите останати родители кои што имаат вакви проблеми како нас, дека се може добро да се заврши со многу работа. Нас не беше многу потешко, бидејќи тогаш институциите, немаше институции на кои што можеше да се обратиш. Се надевам дека сега е полесно со другите родители, за другите родители. Меѓутоа, во секој случај, најголема е тежината на семејството. И јас како и Нина и сакам и да упатам и порака и до другите родители да бидат горди и среќни на своите деца. Само така ќе ги мотивира да постигнат уште поголем успех. А верувам дека можат многу повеќе од колку што мислат.